поразговараме малку со Кирија Нашлиев, автор на едно прекрасно дело Гевгелија порта кон Европа, збирка статии кои тој ги издавал во изминатите 4 децении во првиот македонски дневен весник Нова Македонија. Ќе направиме еден краток осврт за неговите видувања и ставови кон младите, младинската иднина во Гевгелија и воопшто за развојот. Дали ова е севкупниот ваш опус од статии објавени во дневниот весник Нова Македонија? Не, ова е само еден дел од написи за Гевгелија и воопшто за развојот на Гевгелија од самиот постанок, за време на фашистичката окупација, за местоположбата, како значај екорегион, раритети и воопшто за активностите и сите проекти во Гевгелија реализирани во рамките на прекограничната соработка. Иначе, бидејќи скоро 5 децении имам новинарско и искуство и ангажман, многу повеќе написи за тоа време сум објавил, меѓутоа ова е само почетен збир за она што сакав афирмативно да го направам и да го дадам за Гевгелија. Тоа значи дека можеме да очекуваме продолжение на ова дело? Па секако, бидејќи има доста добар материјал и обемен материјал, на тоа и самиот промотор Тони Аврамов ме упати, бидејќи ова е само еден, како што реков, сегмент, али секогаш има можности и време, одзивот, вниманието што го предизвика оваа моја прва книга ми дава и поттик, а и представува обврска да направам и уште една книга. И книгата која денес ја промовираме е збир од текстови кои зборуваат за вистината на Гевгелија, за едни времиња, но и за едни невремиња. Но секако написи какви што доликуваат на нормално, професионален новинарски производ, разобличување на двете страни на приказната. Книгата што вечерва ја промовираме, Гевгелија порта кон Европа, не е само новинарска читанка за Гевгелија. Таа ги надминува и информативните стилски особености, со некои текстови навлегувајќи во книжевните експресии кои на моменти ви ја доловуваат сликата на едноминато низ колоритно раскажување на живите сведоци за времето. Дали ги искажавте вашите ставови поврзани со младинската иднина во Гевгелија? Настојував преку одредени текстови и одредени написи да тоа го нагласам, дека младите се сепак движечка сила и посебно младите се носители на бројни активности и затоа настојував и во обраќањето и воопшто во она што очекуваме од Гевгелија, а тоа е сите на свој начин да придонесеме за нејзиниот развој, то најдобро ќе го направиме ако ги потикнуваме младите таленти во новинарството, во драмската уметност, во музичката уметност, воопшто во општествениот живот. Јасно. Што мислите, какво влијание ќе има оваа книга врз младите во градот? Па моите очекувања се во тој поглед скромни, доволно е да ги заинтригира младите, да можат да прочитат нешто и да дознаат нешто за Гевгелија од поинаков агол и затоа што во мое време, за време на постоењето на Нова Македонија, Гевгелија беше доста присутна и во Нова Македонија и воопшто во медиумите во земјата.
Со промоцијата на денешната збирка на објавени статии, доминантно во матичниот весник Нова Македонија, очигледно е дека неговиот новинарски багаж е голем и значаен, а еланот се уште постојан и актуелен, па може би правото прашање за него би било дали одењето во пензија можел малку и да го одложи. За крај, би изјавиле ли уште нешто како новинар? Би дале ли некоја порака кон младите? Младите да го работат она што го сакаат, да тоа го резултираат со одреден конкретен резултат и секогаш да го работат искрено тоа што го сакаат, ангажирано, одговорно и само во тој случај ќе има резултат. И да не се откажуваат, да веруваат во себе и во својата средина. Бидејќи сепак младите се носечката сила и ме радува, посебно кога има, тоа го нагласив во своето обраќање, клубови као што е медиумскиот клуб Јоска, кои им овозможуваат на младите новинари, таленти да можат да творат и да го продолжуваат тоа гевгелиско новинарство. Ви благодарам за одвоеното време. Гевгелија, најпосакувано место за живење. Во Гевгелија се живее најскапо во земјава. Тоа го тврди Организацијата на потрошувачите на Македонија врз основа на 3-месечното истражување на 8 македонски градови. Имено во градот на Зеленчукот, напролет, кога пристигнуваат првите домати и краставици, прехамбената кошничка чини најскапо. Дури и од Скопје, каде што водат сите патишта за продажба на раниот зеленчук, а Кванташкиот пазар представува главниот пазарен центар. Од секогаш било така, ги коментираат гевгеличани најновите истражувања за потрошувачката кошничка со прехранбени артикли. Зошто? Затоа што Гевгелија е во Европа. Гевгелиски раритети, габите продуценти на добар вкус, но и на антибиотици и цитостатици. Врганот, лисичарката и другите габи од падините на Кружов планина, секој сладокусец сака да ги има на својата трпеза. Се разбира доколку ги почитува нутриционистичките правила и е поклоник на деликатесните јадења. Уште повеќе ако тоа го прави поради лековити или пак афродизијачките својства на некои габи.